Александар Богдановски е инструктор по скијање, реики мајстор и лицензиран персонален тренер. Неговата филозофија на работа зборува за холистички пристап. Едно без друго не може. Телото, умот и духот мора да работат во целина, да се надополнуваат и поддржуваат. Што е потребно за резултати во нашиот раст и развој? Потребно е 100% исхрана, потребно е 100% дисциплина и потребно е 100% тренинг за нештото да биде комплетно. Кој е, ќе кажам, пристапот и начинот на работа? Мојот пристап кроз сите овие години е комплементарен, односно во сршта на проблематиката, а тоа е значи холистички пристап кој што се занимава со комплетна трансформација на едно битие во делот на духот, умот и телото. Кога нешто ќе изоставува или нешто ќе отскокнува, нема комплетен баланс на нештата. Персонален тренер што значи? Персонален тренер значи човек кој што одработува комплетен систем за клиентот. Значи, да речеме, во пакетот има комплетно следење, план и програм во делот на исхраната, корекција на истата, адаптација на истата, следува тежински тренинг и програм по однос на истиот, значи зависно од периодот се менува истиот, подлежи на промени, зависно од нивото на секако на клиентот, има различен систем кој што треба да се имплементира и сето тоа во една целина функционира на одреден временски период кој што ќе се договори со клиентот. Значи, моја препорака која е? За сите луѓе, поготово почетници кои што ќе дојдат, да не се базираат на она што ќе се случи за еден месец. За еден месец може да се случат чуда, да, но нема да бидат ниту здрави, а ниту со некоја долгорочна промена кај човекот, него треба првично да се работи во делот на менталното, за да имаме на долги стази променети навики кои што ќе родат плод. Иба дијала е се, ако умот не следи и не води. Умот е главниот двигател на целиот раст и развој, вели Александар. Овој аутпут, значи тука енергетски што го правиме ние, мора нешто да му од негде да произлегува. Умот е главната водилка, која што и кога ќе ја спомнам сега мотивацијата, кога и не постои мотивација, умот е тој што ќе не донесе тука на местото каде што треба да ги извршиме, ќе кажам, работните задачи, за да можеме да продолжиме понатак. Честопати луѓето имаат недостиг на мотивација. Значи, тоа многу често се случува, поготово кај почетници. Значи, ќе започне недела, 2-3, мотивацијата се губи. Зошто? Затоа што најчесто луѓето во тој временски период краток не гледаат апсолутно никакви резултати. Постои некоја небулоза која што луѓето мислат дека треба да се случат, нели, чуда во тој краток временски период. Сега, тука се работи на умот како сегмент кој што треба да работиме во делот на дисциплината, да ја градиме дисциплината, која што не доаѓа преку ноќ, него се гради со работа, размена енергетска, затоа и сме тука, како интерференција помеѓу тренер и клиент. Секако учиме двајцата обострано еден од друг, но работата на тренерот, ќе кажам, холистички тренер со длабочински пристап кој што нема само задржано сегмент на физичкото, него тој длабок пристап е да се работи на телот на умот и духот, да се подигне, да се издигне ниво, да се изгради таа дисциплина, за потоа кога ќе се изгуби мотивацијата, ние да можеме да станеме од кревет, што би се рекло, и да дојдеме да го испочитуваме пред се нашето комплетно битие, а потоа и тој што е карчи нас во случајов тренерот и да го одработиме тоа што треба да го одработиме со него или без него. И сепак, најголемата промена и најчестите грешки се прават кај најважниот сегмент – храната. Исхраната е под број 1, па 1000 места под незе, па се останато. Што значи ова? Ова значи дека, ако сме се ние договориле дека ќе следиме или ќе се движиме по одреден план, тоа значи дека по однос на тој не треба да има никакви отстапки. Значи, најчесто луѓето вика, малку пробав од ова или малку пробав од тоа, а тие мали нешта на долги стази ги прават тие големи промени. Дали ќе останеме истите што сме биле или ќе се промениме кон нешто ново, кое што, нели, одредена нова активност ќе предизвика во иднина и некакви други резултати.
Што значи, нараво учение, не постои ништо брзо, не постои ништо инстант, него постои градбени блокови кои што се состојат од се она што го напоменавме претходно, кои што во иднина ќе родат плод на долги стази. И клучна е дисциплината, клучна е истрајноста и клучна е посветеноста. Тоа е нешто кое што би го кажал како три клучни работи за да може се да функционира безпрекорно. И уште само едно кратко прашање, може ли да се трансформира секое тело ако се трансформира и умот? Апсолутно, ќе одговорам со апсолутно. Значи, секое тело може да се трансформира доколку се трансформира првично умот. Јас тоа често пати го кажувам како телото само следи, а умот е тој што го диктира темпото и трасата на патот, така да апсолутно секој човек може да се трансформира и добро што ме потсети, значи не постои годишна старост или граница. Без разлика во која старосна граница се луѓето, секогаш може да се почне. Значи никогаш не е касно. Луѓето велат: "Абе, а сега на 55 години сега ли ќе правам нешто?" Баш напротив. Можеш и тогаш, само треба да се знае што се прави. За пошироката јавност да може да разбере од каде би можело да тргне, затоа што најчесто доаѓа со премногу минимално знаење или никакво знаење и посегнуваат по се она што е неисправно, а тоа се брзи резултати, брзи диети кои што не постојат, лажги зопашки би го кажал. Значи, патете се за работа, работете и тоа е патот, не постои друга опција. Во здраво тело, здрав дух, но и обратно. Здрави однатре, здрави однадвор. Телото е огледало на умот и духот.